На општина Кочани се доделени 3 милиони денари и одобрени 2 проекта за хортикултурно уредување на училишни дворови по јавниот повик на владата за реализација на програмата за намалување на аерозагадувањето за 2020 година. Со цел да се намали аерозагадувањето од институциите во централното градско подрачје, наменети се средства за набавка на опрема за грејење, вентилација и климатизација во Центарот за култура Бели Мугри, а ќе се изврши озеленување на дворните површини во основните училишта Свети Кирил и Методи и Никола Карев. Енергетската ефикасност ќе биде подобрена во основното училиште Марина Попиванова, каде ќе се реконструираат кровот и фасадата на училишната зграда. Од општината вчера беше лиферувана информацијата дека заменик министерот за животна средина и просторно планирање Јани Макардули и градоначалникот Никол Чилиев посетиле дел од објектите кои се опфатени со мерките за реализација на средства од програмата за намалување на аерозагадувањето. При средбата со директорите, заменик министерот лично се запознал со потребните идни интервенции за подобрување на зелените површини и енергетската ефикасност. Распределбата на средства од програмата за намалување на аерозагадувањето, што се реализираше преку Генералниот секретаријат на владата, беше базирана и на месечните извештаи од државниот автоматски мониторинг систем во 2019 година, кој покажа дека минатата година во Кочани имало 66 денови со надмината 24 часовна гранична вредност на PM10 частичките.